Решенијата за наплата на данок на имот ги стаписа граѓаните од внатрешноста на земјава кои не живеат во Охрид, но имаат станови. Сумата која треба да ја платат за да ја подмират оваа давачка е огромна. Малкутемина кои ги затекнавме на ривиерата ги прашавме колку е зголемена сумата за данок на имот. По 300%. Многу е тоа? Па се многу е, па и исправно е. Исправно е, затоа што има станови пуно овде што нема никоја такси плаќаат ова, она, плаќаат. Па сега, сакаш да имаш, да не плаќаш. Нема нигде у свет бе душа. На социјалните мрежи врие. Граѓаните кои до вчера плаќале 8.000 денари, годинава треба да платат 24.000. Или ако плаќале 2.500, сега ќе издвојат 8.500. Најголем непријател на македонецот е македонецот. За една група граѓани да се во привилегирана состојба се ќе се стори. Државата пропаѓа, ама важно се зголемуваат фискалните давачки за граѓаните. Ова се дел од реакциите на социјалните мрежи. Туризмолозите пак имаат свое видување. Не можат да велат оној кој што има стан во Охрид да го издава, а за тоа да не плати соодветно. Мислам, тие се апсурди. Во цел свет имаш ти данок на луксус. И разликата меѓу данокот на луксус и данокот, обичниот данок е драстично зголемен. Не 10, 20, 30, 50%, него 100, 200, 500%. Значи, тука мораме да разбереме дека ако некој стан или вила се користи, мора да влезе во категоријата како објект, стопански објект, затоа што тој прави пари од тоа. Од општина Охрид појаснуваат дека измената на Законот за даноци на имот е изгласана во парламентот на 7 јули 2021 со примена на истата од 1 јануари 2022. Законот ја направи таа измена да се зголеми таа не стапката, туку да се зголеми сумата практично за 3 пати повеќе да се плаќа данок на имот за имот во стан во кој не се живее или имот кој го поседувате, нели сте надвор од општина Охрид. Ајде популарно кажемо, народот се брои како луксус таквиот имот, нели? Од општина Охрид потенцираат дека во градот има од 10.000 до 12.000 станови кои во текот на годината се празни. За да докажа дека не го издаваат на други, сега ќе мора да приложат документ заверен на нотар, само така ќе се спасат од високите давочки за данок на имот. Туристичките работници се децидни. Во општинската каса фалат најмалку 300.000 евра годишно, пари кои би се обезбедиле од наплата на туристичка такса, која сега не ја плаќаат, од становите кои преку легото ги издаваат никаде не се евидентирани.